Фрлањето отпад на недозволени места не е само непријатна слика, туку и прекршок за кој се предвидени парични казни. И покрај тоа, дивите депонии, преполните контейнери и отпадот, освен покрај патиштата и во природата и понатаму се дел од секојдневието. Колку чинат казните, кој треба да ги контролира граѓаните и дали санкциите на вистина се применуваат. Ке се фрлена покрај контейнер пластично шише оставено во парк или цела домашна депонија создадена покрај патот. Сликите со кои се соочуваме речиси секојдневно покажуваат дека за дел од граѓаните правилното одложување на отпадот се уште не е навика. А законите предвидуваат санкции. За фрлање отпад на места кои не се предвидени за тоа, граѓаните може да бидат парично казнети, а висината на казната зависи од видот на прекршокот и од прописот според кој се постапува. Но колку често овие казни на вистина се изрекуваат. Одговорноста не е само на институциите. Граѓаните имаат обврска отпадот да го одложуваат на соодветни места, а локалните самоуправи и комуналните служби треба да обезбедат услови за негово правилно собирање и навремено отстранување. Особено проблематични се дивите депонии. Она што започнува со една кеса отпад за кратко време може да прерасне во цело нелегално сметилиште, со ризик за животната средина, почвата, водата, како и здравието на луѓето. Камерите, комуналните инспектори и пријавите од граѓаните може да помогнат во откривањето на прекршителите. Но без континуирани контроли и реално санкционирање, казните остануваат само бројка на хартија. Затоа прашањето не е само колкава е казната за фрлање ѓубре, туку и колку сме подготвени да платиме за сопствената неодговорност. И уште поважно, дали конечно ќе научиме дека јавниот простор не е ничи туѓ двор. Од минатата година во главниот град се забранува фрлање комунален отпад во контейнерите во периодот од 22 часот до 6 часот наутро, а за непочитување следи парична казна од 50 евра. Исто така, граѓаните може да бидат казнети доколку отпадот го остават на јавни или други недозволени места. Во зависност од конкретниот прекршок, постапката може да се води според законот за управување со отпад или според локалните прописи. Стар мебел, душеци, електрични апарати и друг кабаст отпад не сме едноставно да се остава покрај контейнерите или на улица. За ваквиот отпад, општините имаат посебни правила и начини на собирање. Посебен проблем е исто така и градежниот отпад. Шутот, земјата и отпадот од реконструкции не смеат да се фрлаат во обични контейнери или на зелени површини. За прекршителите се предвидени санкции, а за фирмите тие можат да бидат значително повисоки. Казни има и за компаниите кои неправилно постапуваат со отпадот, од неговото создавање и складирање до транспортот и конечното одлагање. Кај правните лица санкциите се повисоки, а одговорност може да има и одговорното лице во компанијата. Најголем проблем се и дивите депонии. Наместо отпадот да заврши во соодветен систем за собирање и третман, тој завршува покрај патиштата, во коритата на реките, на периферијата на градовите и во природата. Тука веќе не станува збор само за естетика. Отпадот може да ја загади почвата и водата, да создаде ризик од пожари и да представува опасност за луѓето и за животните. Чистата околина не зависи само од бројот на контейнерите и комуналните служби. Таа започнува од секој поединец, од секој од нас, од одлуката отпадот да заврши таму каде што му е местото. За поубава, поздрава и почиста животна средина.